Благодарам, подпредседателе, почитувана македонска јавност, драги млади, почитувани мои колеги пратеници, почитуван председателе на владата на Република Македонија Христијан Мицкоски, почитувани останати членови на влада. Денес имам три пратенички прашања и сите три се до премиерот на владата на Република Македонија Христијан Мицкоски. Првото прашање ми е во делот на самовработувањето и младинската невработеност. Сите знаеме дека невработеноста кај младите е една од главните причини зошто младите се одлучуваат да ја напуштат нашата земја Република Македонија и зошто можеби подоцна во животот се одлучуваат да формираат свое семејство и свој дом овде во Република Македонија. Во исто време би рекол дека токму самовработувањето е еден од најдиректните начини преку кои младите можат да излезат од таа невработеност, но и да изградат сопствени бизниси кои подоцна можат да растат и да создаваат додадена вредност за македонската економија. И од тука моето прво прашање би било, бидејќи знаеме дека пред некој ден се доделува решенијата за само вработување во владата на Република Македонија, моето прво прашање е колку договори, односно ваучери за само вработување се издадени до сега и колку средства се издвоени за оваа мерка во рамки на оперативниот план за вработување. Второто прашање би ми било во делот на она што многу млади луѓе ги интересира, а тоа е докаде сме со она работа која што популарно во јавноста се нарекува завршување на домашната задача, односно третото прашање ми е во делот на планот за раст. Пред неколку денови имавте средба со представници на Европската Унија, дали можете да ни откриете повеќе детали околу тоа како планираме да ги исполниме обврските од тој план, бидејќи, како што напоменав, на секој млад човек, на сите мои врсници, исполнувањето на домашната задача, односно завршувањето на реформите овде дома во Република Македонија е прашање кое што е од особен младински интерес. И третото прашање би ми било повторно во делот на студентите, односно кога една влада презема обврска кон младите, особено кон студентите, тоа не е само мерка, тоа е инвестиција во единината на државата. На самите 100 дена од мандатот на новата влада ја најавивте мерката за финансиска поддршка за купување на електронски ваучери од 15.300 денари, мерка која што значи вложување во младите и во нивната дигитална независност и дигитална писменост. И затоа моето трето прашање, дали располагате со податок колку студенти до сега ја искористиле мерката за ваучери во вредност од 15.300 денари за електронски уреди и колку средства од буџетот се издвоени за оваа мерка. Ви благодарам на вниманието.